Сега, дозволете ми да истакнам неколку политички поенти, кои ги одразуваат нашите позиции по однос на ова што ни се случува. Прво, веќе на сите ни е јасно што се случува и кој е таргетот на оваа канонада. Лицето Зоран Заев очигледно е директно инволвиран во активности кои имаат за цел дестабилизација на државата. Одработува агенда која не ја ни разбира. Го гледате ли каков израз има на лицето? Човекот е во грч, со лажна насмевка, се сили, се удира во гради, се обидува себе си да се убеде дека е апсолутен морален суд. Бог кој ќе каже што е добро, што е лошо, што ќе се објави во јавност, што нема да се објави, чија судбина ќе се загочи, кого ќе стави на тапет, кого не, кај кого ќе исече нешто, кај кого нема да исече. И нормално, на крај тој пресудува јавно што е по закон, а што не е. Се само заради една работа. Тоа е токму работата заради која е таргетиран од тие што се инспирирани и тие што се инспиратори за сето ова. Втора порака. Тој вика дека сега се бори за слобода и демократија, нели? Во оваа држава вика дека немало слобода и немало демократија. Па во која земја во светот има ваков пример? Човек како Заев со сиот свој багаж да си излегува редовно на пресконференции и да пука што сака и кон кого сака со нелегално стекнати, креирани материјали за кои самиот тврдеше дека се од странска разузнавачка служба. Каде на светот го има тоа? Замислете се жали дека нема слобода на медиуми, а во 5 дена 3 пати настапува на национални телевизии. Се жали на слобода, а паралелно на тоа се води хајка против нас во нивните медиуми кои што се под контрола на СДСМ. Овие слободните и професионалните што ги кажуваат, што примаат пари од разни фондови и фондации, ги знаеме сите. Се сеќавам на времињата кога бевме во опозиција и кога се случуваше ниту еден медиум да не ни дојде на пресконференција. Тогашниот директор на Центарот за комуникации, Оливер Шамберски, во тоа време ќе ми се јавеше и ќе ми кажеше: председателе, денес никој не дојде. Пресот не се одржа. Или некогаш ќе дојдеше само еден медиум на прес. И пак победивме во 2006 година. Значи не е до медиумите, до друго е. До работата е, до зборот е, до довербата, до известноста, до посветеноста во тоа што го работите. Џабе и медиуми и се. Ако не работите ништо, народот знае тоа да го препознае. Па најголемиот демант на тоа што го говорат дека нема слобода е токму гласноста на темата која ја форсираат и гнастите кампањи кои што ги водат. Замислете, точно 22 медиуми говорат дека нема слобода. Па нели, самото тоа само по себе е чудна ситуација, кога 22 медиуми говорат дека нема слобода. Трето, меѓуетничките односи. Откако гледа дека не успева со овие теми досега, ќе пробаат и тоа. Мора да сме мирни и да не подпаѓаме под провокации. Тоа е крајната цел. Тие нема да добијат македонски конфликт, па ќе пробаат нешто друго, но нема да дозволиме. Четврто, мора на сите да им биде јасно. Лажна е представата дека ова е битка за живот или смрт. Така сакаат нашите опоненти да изгледа. Не, се е сосема едноставно. Се зависи од сите нас, секој еден граѓанин и од еден миг на одлука во нашите срца. Таа одлука ќе ја запре оваа психоза, која сакаа да ја расшират меѓу народот. Ќе ја запре лажната неизвестност, која сакаат да ја креираат. Тоа е одлуката да се вратиме на реалните потреби и проблеми во државата.
да бараме решенија како нашите граѓани да имаат подобар и поквалитетен живот. Колку ќе трае ова, зависи од еден момент, една секунда, кога ќе одлучиме дека нема да му дозволиме преку нашето внимание овој човек марионета да ги контролира судбините на сите во државата и да ја држи во заложништво цела држава. Пето, порака до членството на СДСМ и до сите оние кај кои има некаква неизвестност. Ги разбирам и ги слушам и прифаќам нивните критики. Нема да дозволам да не закрават. По ниедна цена тоа нема да се случи. Инспираторите тоа го сакаат. ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволи. 6. Една од целите на тие што го измислија ова е и да се замрзнат вработувањата, да се замрзнат инвестициите, да се замрзнат сите проекти. Тоа нема да пројде. Тоа нема да го дозволиме. Да не вратат назад, тоа не може.